Веќе ме представија, јас се викам Жаклина Дурмиш и работам во невладината организација Ден до вас од Скопје. Кога ми се јави Сузана и ме покани да зборувам денес, и рече сакаме да ја чуеме твојата животна приказна, јас застанав, малку се помислив и реков, мојата приказна. Ми беше задоволство, прифатив, затоа што дошол моментот на овие години да се навратам наназад и да видам всушност се што влијаело на мене досега, за да бидам ова дене што сум и да бидам ваква каква што сум. Ке започнам од тоа кога бев дете, затоа што сум овде да ја кажам мојата животна приказна. Како дете јас не одев во градинка, затоа што имав баба која ме чуваше дома и покрај тоа што мојата сестра поголема и мојот помал брат беа во градинка, за мене веројатно немаше време, немаше пари да се биде во градинка, 3 деца да бидат во градинка. Веројатно предпоставувам дека беше тоа причината зошто баба ми патуваше секој ден за да мене ме чува. Сите деца на моја возраст, кога бев уште мала, време за во градинка, кога ќе ги прашавте што сакаат да бидат, тие сакаат да бидат учителки или докторки, а мене кога ќе ме прашаа што сакам да бидам, јас сакав да бидам земјоделец, глумица или политичар. Во тоа време во социјалистичка Југославија јас сакав да бидам политичар. Замислете. Омилената емисија на телевизија на едно 3, 4, 5 годишно дете мене ми беше ЕПП, економска пропагандна програма. Сите коментираа дека сум чудно дете и дека еден ден сета таа моја чудност ќе помине. Во основно и средно училиште бев одличен ученик. Наставниците кога прашуваа кој од која етничка припадност е и кога ќе дигне врака на прашањето кој е ром, сите, ама баш сите наставници и во основно и во средно ќе речеа: чекај Жаклина, после ќе прашаш, прво да го завршиме ова. Не веруваа дека сум ромка и покрај тоа што сум со потемна боја на кожата, јас и моите родители. Тие не го гледаа тоа, туку гледаа како сум облечена и дека сум одлична ученичка која одлично зборува македонски јазик. Имено ние дома, моите родители, за да бидам подготвена за на училиште, зборувавме македонски дома, меѓутоа секако и ромски јазик. Па затоа зборував и добро македонски јазик. Јас секогаш седев на првата или втората клупа, додека сите ромски деца седеа на последните клупи во училницата. Еднаш седнав на последната клупа и учителката остро ме прекори дека не треба да се дружам со тие деца, тие се прљави и ништо не учат. Забораваа дека и јас сум ромка. Завршив гимназија и требаше да се запишам на факултет. Јас размислував повторно за земјоделец, глумица или политичар. Се одлучив за правен факултет затоа што тоа беше најблиску до политичар. А кај нас во тоа време немаше политички студии и не можев да одам на земјоделски факултет од гимназија. Иако сите велеа, не оди на земјоделство, таму нема пари. На факултетот немав проблеми со националноста, но се сретнав со нешто ново за мене, а некој да те омаловажува за тоа што си женско. Имавме професор кој девојчињата ги викаше гуски и ако не го положиш испитот кај него, индексот го фрлаше од прозор. А ние предавањата и испитите ги имавме на втори спрат и беше многу понижувачки да си симнуваш долу и да го бараш твојот индекс. Додека пак кај машките студенти, доколку тие не го положеа испитот, тој ги охрабруваше дека ќе го положат наредниот пат и индексот им го врачуваше на рака. Не го оставаше ниту и ни на маса.
По завршувањето на факултетот аплицирав на неколку места за работа, но никаде не ме викнаа, ниту пак на разговор, а камоли да ми се јават и да ми речат дека не сум примена. Сорос фондацијата објави конкурс дека им треба директор за еден нивни проект кој што работеше на поддршка на образованието на децата роми. Аплицирав, едноставно ме повикаа на разговор. Разговорот траеше 1 час, тоа беше нешто ново за мене. Се препотив, меѓутоа ме примија луѓето. До ден денес работам во невладиниот сектор. Иако тоа беше за мене, ќе бидам едно време овде и потоа ќе заминам, ќе бидам судија или адвокат. Меѓутоа животот сакаше да ја продолжам мојата кариера токму во овој сектор, во невладиниот сектор. Мене ми се случија и неколку работи кои што сакам денес овде да ги споделам со вас, кои лично мене ме запрепастија, а се надевам и мислам дека имам слушнато дека и други луѓе, им се случило и на други луѓе, роми. Еднаш во веромаркетот, кога купував, на каса, девојката која што работеше на каса ми се обрати на англиски јазик и ми ја кажа цената која што треба да ја платам. Бев запрепастена, не знаев што да кажам, не знаев што да одговорам, бидејќи на работа мораме да го зборуваме, да го знаеме и го владееме англискиот јазик, инстинктивно ми отиде да прозборам на англиски јазик. Меѓутоа, јас ги се обратив на македонски и таа беше запрепастена. Зарем е можно ваква жена, црна, убаво облечена во веромаркет да е македонка? Истото ми се случи во Американската амбасада, во пријавница, кога требаше да отидеме на состанок во амбасадата и нели таму ве чекираат, ве проверуваат и сите тие луѓето од осигурувањето со сите гости зборуваа на македонски, јас кога дојдов наред, тие ми зборуваа на англиски јазик. Повторно не знаев што да кажам, едноставно само се насмеав и не прозборев. Од луѓето го гледаат на дворешниот изглед и однесувањето. Ако си образован и си рамен или на повисоко ниво со размислувањето и однесувањето, бојата на кожата и етничката припадност не се важни. Тоа го гледаат луѓето. За нашето општество, во ситуација кога си во ова што ја опишав, мора да си странец. Не може да си ром. Во никој случај не може да си ром. Но интересно е и тоа што кога ќе кажеш дека си ромка, тие те прифаќаат. Тоа е нашето општество. Научив дека најбитно во животот е да знаеш што сакаш и да се стремиш да го достигнеш тоа. Се што ќе вложиш од себе во учење ти се враќа лично само на тебе. Само одбираш каков живот ќе живееш и сам ја градиш сликата за себе пред другите луѓе. Од ова што денес го работам во невладината организација, научив многу за образованието и образовниот систем во нашата држава. И сега, кога бев поканета да зборувам овде за себе, се навратив на моите соученици, другари роми во основно и во средно образование. Што е со нив? Што се случи со нив, бидејќи не го зборуваа добро македонскиот јазик, имаа слаби оцени, докаде се тие и што имаат тие постигнато во животот. Научив дека всушност во општеството проблемот е отвореноста и колку некој нешто ќе ти овозможи. Предходните говорници многу баво кажаа колку наставникот ќе ти овозможи, колку тој ќе ги отвори вратите и ќе има чувство и осет за тоа кој е детето, дали го зборува јазикот на кој што се учи во училиштето,
од која социјална структура доаѓа и од каква етничка заедница доаѓа. Секоја етничка заедница има своја култура, има своји традиции, вредности. Никој не е ништо помалку од останатите. Сите имаме своји вредности. Меѓутоа, овде станува збор за можностите што некој ќе ти ги даде или нема да ти ги даде. Тоа е моето лично искуство и ви благодарам што ме слушавте.